МВР ќе поднесе кривични пријави против насилничките што го тепаа девојчето во аеродром и против нивните родители за запуштање дете. Полицијата почна да го расчистува скандалозниот случај на меѓуврсничко насилство во аеродром, што беше сниман со мобилни телефони од страна на толпа малолетници. Од МВР за Слободен печат утринава на прашањето какви мерки и активности се досега превземени во текот на вчерашниот ден. Добивме одговор дека во полициска станица извршен разговор со двете малолетнички и со нивните родители и следуваат кривични пријави. И додека ја чекаме истрагата и правната разрешница на случајот, адвокатката Маја Ристова, која застапува малолетничка која во Штип пред неколку месеци беше жртва на меѓуврсничко насилство, кој исто така беше снимано со мобилен телефон, денеска алармира дека правната разрешница на случајот довела до амнестија на родителите на насилното дете. Вишето јавно обвинителство ја отфрлило кривичната пријава против родителите зашто тие ниту знаеле, ниту се согласувале со насилството што го извршило нивното дете. Темата ја истражува Мирослава Симоновска. Следуваат најновите случувања кај нас и во светот. Мајката на 14-годишникот крвнички избоден со нож во ченто тврди дека полицијата го води случајот како насилство, а не како обид за убиство. Мајката на момчето во изјава за Слободен печат го опиша настанот и за нашата редакција изјави дека полицијата го води случајот како да е насилство, а не како обид за убиство, иако напаѓачите имале и калашников со нив. Обвинителството уште нема примено кривична пријава за настанот од МВР, потврди од таму. Мајки на бебиња се жалат дека фондот не им го исплаќа породилното на време. Породилно немам земено за месец мај, а денес е 1 јули. Секој месец се молиме по телефони и секој си ја префрла топката. Фондот во Министерство за финансии и обратно. Веќе е загреото законското право што го имаме секој месец да не го исполнуваат. Вака мајки на мали бебиња во редакцијата на Слободен печат ја опишуваат голготата и неизвестноста што ја живеат откако се породиле. Ревизорите открија хаос во Торакална. Незаконски плати, лекови набавени без договор, нема болничка аптека. Државниот завод за ревизија утврдил сериозни слабости во работењето на клиниката за торакална и васкуларна хирургија, вклучувајќи незаконски исплати на плати, несоодветна евиденција, спорни јавни набавки, како и пропусти во организацијата на работата и управувањето со медицинските залихи. Филипче го предложи градоначалникот на Центар Горан Герасимовски за нов подпредседател на СДСМ. Лидерот на СДСМ Венко Филипче е убеден оти Герасимовски со своето искуство, работа и искрена желба ќе внесе нов импулс во партијата. Невремето проследено со обилни врнежи од дожд што вчера зафати повеќе делови од државата, предизвика поплави, паднати дрвја, оштетување на инфраструктурата и отежнат сообраќај, соопшти Центарот за управување со кризи. Од ЦУК велат дека преку единствениот повикувачки број за итни случаи 112 пристигнале бројни пријави од граѓани за поплави и разни штети, пошто надлежните институции излегле на терен за санирање на состојбата. Пола од општините 3 години немале тендер за пешачки премини. Зебрите често се прават фушерски. Избледените и речиси невидливи пешачки премини кои секојдневно ја загрозуваат безбедноста на граѓаните не се случајност. Вака направените зебри се последица на начинот на кој општините ги спроведуваат набавките за нивно обележување, покажува новата анализа на Центарот за граѓански комуникации. Анализата укажува дека поголем дел од општините воопшто немале набавки за така наречена хоризонтална сигнализација на улиците во последните 3 години. Пакистанци и бангладешани ќе ни готват и ќе ни градат куќи. Бизнисот бара спас во увоз на работници.
Минатата недела цел авион на работници од Пакистан пристигна во земја, велат извори за Слободен печат. Станува збор за стотина работници што ги ангажираат македонските фирми со цел да го спасат својот бизнис. Најголем дел се градежни општи работници, но има и работници за во ресторани, помошници готвачи и по некој келнер. Ова е само дел од увезената работна сила во земјава од вкупно 10.000 работници за кои владата даде амин на почетокот на годината. Повеќе на темата пишува Валентина Ангеловска. Рокот одамна пробиен, а дел од становите во Порта Супериум во аеродром се недовршени и немаат имотни листови. Купувачите на станови во зградите од комплексот Порта Супериум, сместен на булеварот Трета Македонска бригада, речиси 2 години чекаат да им се изградат веќе исплатените домови, кои според договорите со инвеститорот Порта Инженеринг требало да бидат готови до септември 2024 година. Европската Унија ќе ги пренасочи парите за Западен Балкан кон Македонија, Црна Гора и кон Албанија. Смета дека се најнапред во реформите. Европската комисија планира да ги прераспредели средствата од инструментот создаден за финансиски да ги поттикне земјите од Западен Балкан да ги спроведат реформите потребни за членство во ЕУ во корист на земјите предводници. Инструментот го опфаќа периодот од 2024 до 2027 година со амбиција во следната деценија да се удвои големината на економиите на Западен Балкан. Теориите на заговор косат животи во Демократска република Конго. Во источниот дел на Демократска република Конго насилство врз здравствени центри поврзани со ебола ја отежнува борбата против епидемијата. Локални заедници, поттикнати од страф, недоверба и теории на заговор, напаѓаат центри за лекување и спречуваат безбедни погреби на починати пациенти. Во исто време дезинформациите дека еболата не постои или дека е политичка измислица, дополнително ја поткопуваат довербата во здравствениот систем, пишува во денешната анализа колегата Хари Кацановски. Во Виена започна судење против 4 полицајци обвинети за игнорирање мозочен удар на притвореник од Украина. Австриското обвинителство тврди дека 4 полициски службеници не реагирале на очигледните симптоми на мозочен удар, додека обвинетите целосно ја негираат вината и тврдат дека не постоеле знаци кои укажувале на сериозна здравствена состојба. Судскиот процес треба да утврди дали станува збор за полициско занемарување со тешки последици или за трагичен случај без кривична одговорност. Русија со дронови и ракети го нападна Киев. Најмалку 13 луѓе се убиени. Неколку населби биле евакуирани додека нападите ги потресувале зградите низ целиот град. Само неколку часа откако украинскиот претседател Володомир Зеленски предупреди дека Русија се подготвува за нов напад. Меѓу жртвите има и деца, изјави Тимур Ткаченко, шеф на воената администрација на Киев. Вулканот Етна повторно се разбуди. Најголеми облаци од пепел над Сицилија во последните години. Според локалните медиуми, вулканската активност на Етна продолжува по пукнатината што се отворила на 26 јуни во кратерот во Раџина, кој се наоѓа на врвот на вулканот на надморска височина од околу 3000 метри. За сите овие теми и многу повеќе се читаме на slobodnpečat.mk. До гледање.